Благодарам, председателе. Почитуван колега Бојан Стојановски, малку ми е непријатно кога сега треба вас да ви реплицирам, а ви го вртам грбот, меѓутоа сепак ете такви се условите и ќе се обидам со конкретни работи да зборувам за она за кое што изгубивте еден добар дел во вашето време од вашето излагање, а се однесува во делот на капиталните расходи. И на почетокот да, ќе се согласам со вас дека навистина во ребалансот на буџетот планирано е намалување за 6 милиарди денари во делот на капиталните расходи и истите се сега планирани на некои 32 милиарди денари. Но никако, колега, со вас не можам да се сложам во делот каде што велите дека ништо во оваа држава не се градело и ништо во оваа држава нема да се гради. Ако тргнеме само од Министерството за транспорт и врски, каде што реално имаме намалување од некои 10 милиона денара на намалени од 10 милиарди денари на 6 милиарди и некаде 900 милиони денари, можам слободно да заклучам и да ви кажам дека во оваа министерство навистина во изминатиот период, но исто така и во следниот период можеме да очекуваме бројни капитални проекти и дека тоа е така тргнуваме пред се од она што било реализација, меѓутоа и она што треба да биде следно во следниот период. Па така, ако ги разгледаме оние автопати кои што се во тек на изградба, тука ќе го спомнам автопатот Кичево-Охрид во должина од 57, колку и да не сакате да слушате, меѓутоа тоа е факт, тоа е нешто кое што се работи. Скопје-Блаце во прва фаза 2 километра или вкупно некои 59 километри. Изградба на експресни патишта во 2022 година. Градско Дреново 15 километри патишта. Дреново-Фариш 10 километри, Крупиште-Кочани 13,7 километри, Длабочица-Чатал 15,5, Длабочица-Крива Паланка 9 километри или вкупно 63 километри изградба на експресни патишта. И ова се, колега, капитални инвестиции. Во тек е реконструкција на регионални магистрални патишта за 2022 година. И тука пак ќе се повикам на конкретни бројки, бидејќи кога говорите за капитални проекти, тоа е нешто кое што е видливо, кое што граѓаните го гледаат, го чувствуваат или воопшто не го гледаат. Може да замајуваме со одредени бројки, виртуелни, вакви, такви, меѓутоа она што е направено или не е направено. Така да во реконструкцијата на регионалните и магистрални за 2022 година Крива Паланка ДВ Баер во 13 километри, Мавровјанови Жировица 18,5 километри, Роплаце Матејче 2,8 километри, Куманово Војник 15,2 километри, Фаришка Прилеп 19, Тетово Джепчиште 4 километри и изградба на пат Извор Гарски мост 18,8 километри или вкупно 91,3 километри реконструкција на регионални магистрални патишта за 2022 година. Одиме понатаму. Планирани се за реконструкција исто така нови 164 километри, меѓутоа нема да отворам сега да ги набројувам истите, бидејќи ќе стане дека само набројуваме, само кажуваме, а дали од тоа нешто ќе се реализира или не, ќе оставиме времето да покаже. Точно е дека имаме намалување, повторно ќе се вратам во дел од ставките на ова министерство, каде што во изградба на социјални станови беа предвидени 0 денари, меѓутоа со ребалансот ние можеме да воочиме дека имаме нови 200 милиони денари. И ова не е случајно. Социјални станови се градеа во изминатиот период, социјални станови продолжуваат да се градат и во следниот период. И само за информација, во изминатите 4 години изградени се или се во фаза на изградба вкупно 853 социјални станови. И тука се општините Пробиштип, Виница, Свети Николе, Гостивар, мојата општина Неготино, Демиркапија, Гевгелија, во тек се Бутел, Велес, исто така Кочани, Пехчево, Сарај. Тоа се проекти кои што се во тек,
кои што се завршени, а веќе може со право да констатирам дека во дел од овие објекти, ново изградени објекти, е започната и распределбата. И тоа си е работа која што се движи исто така преку ова ресорно министерство и која што се случува и ќе се случува во следниот период. Во однос на гасификацијата, предвидени се 273 милиарди, со ребалансот додадени се 300 милиони денари или вкупно 573 милиони по основ на заем. Во однос на автобускиот превоз, колега, знаете дека имаме намалување, но моето прашање до вас е: беа предвидени 246 милиони денари за оваа намена, меѓутоа со ребалансот се скратени средства од причини што и самите вие добро знаете дека не постои интерес за реализација на овој проект, а за тоа мислам дека подобар одговор и подобро објаснување може да добиете од градоначалничката Данела, која што упорно го одбива и не е во интерес да го реализира овој проект, па нормално е дека намалување во овој дел мора да има. Во делот проект за локални патишта, вие ја отворивте, колега, оваа тема, иако јас, ако милувам да кажам во овој момент, може да кажам во делот на локални патишта и се она што е направено во изминатиот период токму преку овој заем со Светска банка, меѓутоа морам да го отворам и прашањето дека многу повеќе од овој проект можеше да биде направено, доколку вие, како председател на Комисијата за финансирање и буџет, овој проект, за кој што е потребно да биде изгласан закон во собранието, беше ставен на стендбај позиција и веќе подолго време си беше во собранието како неусвоен. Ја почнавме сега дебатата, се надевам дека скоро ќе ја завршиме и дека овој проект ќе си ја има својата разрешница, така што оние што се планирани средства за оваа намена во делот на локални патишта ќе може да бидат и успешно реализирани. Точно е дека предвидени се 738 милиони денари, со ребалансот се скратени 238 милиони денари, остануваат 500 милиони денари. Кажав да, значи средствата се намалени од причина што дел од заемот од Светска банка се пренамени за поддршка на економија со сет мерки поради ковид кризата. И сега, колега, ми постои повторно уште една дилема. Ние ќе го донесеме законот и ќе можеме да продолжиме со реализација и имплементација, меѓутоа кај мене постои една дилема. Заради неуспешното работење на градоначалниците од ВМРО, ДПМНЕ, јас со право обстојувам и останувам на дилемата дека овие средства, баш од тие причини, можно е да останат и нереализирани во следниот период. Токму заради тоа што и во изминатиот период веќе имавме многу добро подготвена техничка документација од градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз, а никакви импликации по однос на видливост и реализација на овие проекти, се уште во тие општини можеме со право да заклучиме дека имаме многу малку. Јас само за пример ќе ви кажам дека еве во мојата општина во прва и втора фаза во делот за локални патишта беа реализирани, да кажам, 80% од улиците, односно од некои 3 километри можност за реализација, некаде околу 2,5 километри беа реализирани во мандатот на претходниот градоначалник. Сега остана уште една улица за реализација токму, која што беше тендерирана во подоснежната фаза, и оваа улица од почетокот на доаѓањето на градоначалникот во општина Неготино од редовите на ВМРО ДПМНЕ, веќе со цели 8 месеци си тапка во место, е во некоја си фаза на реализација за која што очекувам дека крајот на денот ќе биде успешно реализирана и ќе биде исто така уште една гордост за граѓаните на нашата општина, бидејќи впрочем улиците и се она што значи подобрување на квалитет на животот не треба да значи само успех на градоначалниците, туку треба да значи и влог во она што значи подобар квалитет за животот на граѓаните во нашите општини. Во однос на изградбата на водоводи и канализации, преку КФ банката во сметката на буџетот на донации предвидени се 180 милиони денари.
Со ребалансот намалени се 50 милиони денари, остануваат расположливи 130 милиони денари и овие се намалени од причина што плаќањата за проектите ќе се одвиваат во 2023 година. Јас и ова сакам уште еднаш да го потенцирам, дека бидејќи се работи капитални проекти од поголем обем, кои што се на некој начин и развојни проекти, повеќегодишни проекти, голем дел од реализацијата за овие проекти се случува во оваа година, меѓутоа плаќањата за истите следуваат во наредните години. Тоа впрочем било пракса секогаш, тоа ќе продолжи во иднина, бидејќи тоа се проекти од таков карактер, таква намена и има повеќегодишно буџетско планирање за истите. Го спомнавте, колега, и моментот на тоа дека не се прави, а јас повторно ќе ве демантирам дека имаме намалување во одредени делови или пак зголемување, но сепак повторно со аргументација. Ако не се капитални инвестиции, за кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз досега инвестирала, повторно тоа ќе го кажат граѓаните. Зарем не се капитални проекти и влог во капитални инвестиции изградбата на 69 детски градинки ширум државата. И за да не останеме на ова, мораме да кажеме дека во подпрограмата изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита има планирање за изголемување од 18,2%, односно нови 28 милиони денари и вкупно имаме околу 180 милиона кои што повторно ќе се инвестираат во објекти за детската заштита. Дека тоа е така, навистина јас ќе потврдам повторно и ќе кажам дека такви се во тек 15 градинки, во најголем дел се отпочнати постапките, меѓутоа имаме и такви кои што се веќе во фаза на потпишување на договори и кои што многу скоро треба да почнат да се реализираат. Тоа се доградба на објект во општина Крива Паланка со капацитет за 102 деца, изградба на нов објект во општина Валандово, село Јосифово со капацитет за 57 деца, доградба на постоечки објект во општина Карпош со капацитет за 100 деца, доградба на постоечки објект во општина Пробиштип со капацитет за 74 деца, изградба на нов објект во општина Битола со капацитет за 149 деца, и ова е проект од Светска банка, изградба на нов објект во општина Рачиново со капацитет за 102 деца, и ова е исто така капитален проект на Светска банка, изградба на нов објект во општина Липково со капацитет за 102 деца, исто така од Светска банка, доградба на постоечки објект и во нашето окружување во општина Росоман со капацитет за 34 дечиња, во општина Дебар, изградба на нов објект во општина Могила со капацитет за 36 деца, постоечки објект доградба во општина Гевгелија, во општина Битола, во општина Чаир, изградба на нов објект во општина Свети Николе во село Ерџелија, доградба на објект во општина Гостивар за капацитет од 100 деца, исто така објект од Светска банка и уште многу други започнати капитални инвестиции кои што се дел токму од оваа подпрограма на Министерството за труд и социјална политика, каде што се и бележи на некој начин зголемување во делот на расходната страна. Го спомнавте и делот за образованието, да, точно имаме кратење во делот на образованието, посебно апострофиравте во делот на студентските домови, меѓутоа не смеете да заборавите и не смеете да не го прочитате и делот од ребалансот на буџетот, каде што за рехабилитација и енергетска ефикасност, подобрување во студентските домови оставени се средства токму од заеми кои што ќе бидат успешно имплементирани во периодот кој што следува и за кој што исто така ќе можеме да бидеме горди и да кажеме дека навистина добро е кога имате заштеда во буџетски средства, а имате други дополнителни средства кои што ви стојат на располагање и кои што ги вложувате и ги користите токму за оваа намена. Морам да кажам и тоа дека ако следиме по однос на реализираните капитални расходи за 2021 година,
Аналогно на тоа, со оглед на тоа што бележат висок процент на реализација во поедини министерства, нормално е дека оваа година овие министерства вршат пренамена на средствата за работи за кои што сметале дека тоа им е потребно и од тие причини расходната страна претрпува оваа година намалување. Така да во 2021 година, ако погледнеме во делот на реализацијата, може да видиме успешна реализација од над 94% во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И токму на оваа ставка капитални расходи, Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој. И тука имаме фантастични 21 милиарда реализирани средства. Агенција за храна и ветеринарство, Министерство за образование и наука. Тоа се се министерства каде што може да забележите висок процент на реализација во делот на расходната страна со повеќе од 85% или 90 и 95% реализација. И тоа се проектите, тоа е она што значи реалност и тоа е она што значи видлива работа за која што не можете да побиете, колега. Колку и да сакате, колку и да зборувате, тоа е нешто за кое што имаме сведоштво, тоа е нешто кое што го користат граѓаните и ќе го користат во иднина. Го спомнавте Министерството за локална самоуправа, мое омилено министерство, зголемување во делот на патните трошоци и рековте имаме зголемување во делот на договорните услуги. Тука, колега, мислам дека добро исто така требало да ја погледнете од каде доаѓаат овие средства, бидејќи се работи за донаторски проект, кој што е проект на швајцарската влада и ова е проект кој што продолжува во неговата втора фаза, бидејќи првата фаза била успешно завршена. И исто така бенефит од овој проект ќе имаат сите плански региони во државата, аналогно на тоа и општините, без било каква селекција. Значи, станува збор за проект кој што е вреден 6 милиони евра, од кои 4 милиони се обезбедени по основ на донација, 2 милиона се буџетски средства на кои што парираме. И кога зборуваме и за договорните услуги овде, исто така и тие се од донаторски средства. И тие се наменети во делот на подобрување на услугите во делот на регионалниот развој и воопшто подобрување на состојбите за подобар и поквалитетен регионален развој. Заклучок кон ова да дадеме дека немаме зголемување на патни и договорни од буџетски, туку овие зголемување се исклучиво од донаторски средства. Тоа впрочем се случува и во однос на други проекти, ако милувате да говориме, ако сакате да говориме во понатамошниот дел, тоа ќе имаме можност да го говориме и во делот на амандманската расправа. Значи, треба реално, отворено, транспарентно да ги говориме сите работи за тоа како е планирано, како е проектирано, што е она, што е сега ставено на располагање и како поуспешно во иднина истото да биде имплементирано. Јас ви благодарам за сега, имам толку. Благодарам за вниманието.